Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор подружница во Кочани започна со градежните работи на новата стамбена зграда наменета за лица со социјален ризик. Зградата ќе се гради во населбата Драчевик, како ламела 2, до веќе постојната зграда со социјални станови. Станува збор за зграда по проектот FP1674 за изградба на лица во социјален ризик. Инвеститор е владата на Република Македонија. Ова зграда беше ветена и сега стигнуваме до финалниот дел на реализација на истата, односно отпочнавме со градба. Градбата отпочна минатиот понеделник, воведен е во градба изведувачот, тоа е фирмата Атриум од Вевчани. Зградата ќе биде со вкупно 43 стамбени единици. Согласно програмата тие имаат површина помеѓу 35 и 45 метри квадратни секоја поединечно и рокот за изведба на овој стамбен објект е 24 месеци, меѓутоа според разговорите со изведувачот и според наши ведувања очекуваме да рокот биде искратен во зависност и од приликите на теренот и од временските прилики, така да некаде во 2017 година очекуваме да таму уште 43 семејства во социјален ризик од општина Кочани го реша своето стамбено прашање. Подружницата во Кочани, во која влегуваат и општините од истокот, ќе гради вакви згради и во други градови од регионот. Нашата подружница покрива територија освен општина Кочани, општина Чишиново, Влешево и Зрновци, исто така Виница, Пекчево, Берово, Делчево и Македонска Каменица. Ова е четврт објект кој што го реализираме до сега. До сега реализиравме еден во Кочани со 29 стамбени единици, во Македонска Каменица исто 29 стамбени единици и во Берово со 51 стамбена единица. Веќе изготвена техничка документација, проекти за изградба на вакви два објекти, тоа еден во Пекчево и во Виница, а исто така во фаза на изготвување на проектна документација сме за еден нов проект, не на колективно станување, туку за индивидуално, односно да се градат типски куќи, кои што ќе бидат сместувани семејства и се изградат, се планира такви да има во Кочани, во Виница и во Пекчево. Вкупната вредност на објектот во Кочани изнесува 53 милиони денари и ќе располага со 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни. Владата преку Министерство за транспорт и врски, кога ќе биде извршен објектот, ќе распише оглас на кој што ќе има 5 категории на граѓани кои што ќе имаат право да конкурираат и да се стекнат со право на користење на ваков државен стан. Прво и основно предуслов е да се државјани на Република Македонија и жители на општина Кочани, да немаат ниту барателите, ниту ниеден член од нивното семејство друг стан или деловен објект, значи во нивна собственост, и понатаму се категоризираат 5 категории. Првенство имаат деца кои што живееле во дом за деца без родители до својата 18-та година по напуштањето на истиот, бидејќи немаат родители, немаат имот, тие имаат првенство на вселување и на добивање на вакви станови. Понатаму овде се лицата со инвалидитет, лицата приматели на социјална парична помош или постојана парична помош, самохрани родители, како и припадници од немнозинските заедници. Според најавите, социјалната стамбена зграда во Кочани ќе биде готова на почетокот на 2017 година.